Министерството за правда е формирала работна група пред 6 месеци со цел во изборниот законник да се имплементираат препораките на ОПСЕ и ОДИХР, за кои што им даде мандат на оваа работна група. Се заблагодаруваме на сите учесници во работната група и представници од институциите и од политичките партии кои доставија свој представник за исцрпната работа и на подгрупите кои изготвија еден предлог и сите оние препораки кои можат да се имплементираат и да се вклопат во нашето изборно законодавство се ставени и денеска работната група ќе треба да го финализира тој текст и да ни го достави Министерството за правда. Откако ќе го добиеме Министерството за правда конечниот текст на работната група, Министерството ќе го достави до политичките партии во парламентот, бидејќи сите знаете дека овој изборен законник се носи со политички консенсус. Да, меѓутоа во рамките на работната група не учествува најголемата опозицијска партија, додека пак албанската опозиција исто нема свој представник, бидејќи се тазе формирани. Како мислите да го постигнете тој консензус? Дали формално како предлог ќе го поднесете во собрание, па таму низ собраниската процедура ќе го постигнувате или повторно ќе има некоја работна група во рамките на собранието? Опозицијата беше повикана на неколку пати да дојде, дури беше понудено председателското место. Нивното неприсуство тоа не значи дека ние нема да бидеме кооперативни и повторно како представници во парламентот на пратеничката група, на координаторот дека нема да му го доставиме предлог закона. Нема да има нови работни групи, тој ќе си се достави до парламентарните пратенички групи да го погледнат. А новата опозиција не била присутна кога се формирала работната група и затоа немало потреба од представник. Кога ќе имаме кога ќе бидат донесени измените на изборниот закон и како се оди со ова темпо изборите тука некаде? Има доволно време, бидејќи по устав први избори се председателските избори и доволно е време за да може да биде донесен пред распишување на изборите, затоа што не станува збор за некои големи суштински измени, за да не можат чинителите и учесниците во изборниот процес да го спроведат тоа, како и Државната изборна комисија многу брзо ќе може да ги примени и тие измени што ќе настанат, како бидејќи се само препораки од ОПСЕ и ОДИХР за подобрување на одредени процеси во изборниот процес. Ова значи се откажувате од една изборна единица во овие измени? Ова работна група нема мандат и Министерството за правда за да изготви изборен законник со нов модел. Моделот секогаш се преговара и се постигнува политички консензус.